Добре дојдовте во Училница. Овој видео час е наменет за учениците од второ оделение и е по предметот математика. Наставната содржина, која што ќе се обработува на овој час, е собирање двоцифрен со едноцифрен број со премен. Целта е да умеете да собирате во обем на бројот 100. На крајот од овој час би требало да умеете да собирате двоцифрен со едноцифрен број со премен. Да се потсетиме кои предзнаења ни се потребни за да ја совладаме оваа техника. Треба да знаеме да собираме двоцифрен број со полни десетки. Да се потсетиме како го правевме тоа. Знаеме дека бројот 17 се состои од 10 и 7, односно од една десетка и 7 единици. Треба да ги собереме десетките. Значи собираме 10 плюс 20. Тоа е еднакво на 30. На десетките ги додаваме и единиците и го добиваме бројот 37. Значи 17 плюс 20 е 37. Уште еден таков пример. Треба да го собереме бројот 32 со 40. 32 се содржи од 3 десетки и од 2 единици, односно можеме да го разделиме на 32. Се разбира, прво ги собираме десетките. 30 плюс 40 е 70. На тие 70 ги додаваме и двете единици и го добиваме бројот 72. Значи, 32 плюс 40 е 72. Покрај ова, треба да знаеме и собирање единици со премен. Како размислуваме? Размислуваме така што треба бројот 7 да го дополниме со уште еден број за да формира полна десетка. Значи да 7 уште колку треба да му додадеме за да стане полна десетка. Му требаат уште 3. Тие 3 ги земаме од бројот 5. Бројот 5 треба да го разделиме на две компоненти. На број кој што заедно со 7 ќе формира полна десетка и број кој што го дополнува тој број до 5. Значи бројот 5 го разделуваме на неговите компоненти 3 и 2. Почнуваме со собирање. 7 плюс 3 е 10. Дојдовме до полната десетка. Сега треба да ги додадеме и овие единици. 10 плюс 2 е 12. 7 плюс 5 е 12. Уште еден пример. Кој број треба да му го додадеме на бројот 8 за да добиеме полна десетка? Тоа е бројот 2. Од бројот 6, ако одземеме 2 за да однесеме кај полната десетка, уште колку му остануваат? Останува уште 4. 2 и 4 се 6. Почнуваме со собирање. 8 плюс 2 е 10. 10 и 4 е 14. Значи, ако добро сме ги совладале овие постапки од претходните часови, тогаш нема да имаме проблем ни со собирањето двоцифрен со едноцифрен број со премен. Таква задача е оваа. 38 плюс 3. Како собираме двоцифрен со едноцифрен број со премен? За почеток, ги собираме единиците. Знаеме дека бројот 38 има 3 десетки и 8 единици, а бројот 3 само 3 единици. Ги собираме единиците. 8 плюс 3. 8 плюс 3 е 11. Сега, на овие 11 што ги добивме, треба да ги додадеме
и десетките од 38. Па велиме 30 плюс 11, тоа е 41. Збирот на 38 плюс 3 е 41. Уште еден пример. Ги собираме единиците. 7 плюс 5. Тоа е 12. Сега на збирот на единиците ги додаваме и десетките. Добиваме нова задача, тоа е 20 плюс 12, а тоа е 32. Значи 27 плюс 5 е 32. Има и уште една постапка која што можеби ќе ви биде полесна. Во овој случај, броевите, собироците кои што треба да ги собереме, се напишани еден под друг. При пишувањето, при ваквиот начин на пишувањето, се извинувам, треба да внимаваме единиците да бидат секогаш запишани под единици, а десетките под десетки ако ги имаме. Во овој случај собираме единици со единици. Почнуваме. Ги собираме единиците. 8 плюс 3 е 11. Знаеме дека бројот 11 содржи една десетка и една единица. Едната единица ќе ја запишеме под единиците, а едната десетка ќе ја запишеме кај десетките. Сега ќе ги собереме и десетките. 1 плюс 3 е 4. Го добивме збирот. Ваквата задача во вашите тетрадки би изгледала вака. Значи, собираме 8 плюс 3 е 11. 11 содржи една единица и една десетка. 1, една десетка и 3 десетки се 4 десетки. Го добивме збирот 41. Уште еден пример. Ги собираме броевите 27 и 5. Единици под единици запишуваме. 7 плюс 5 е 12. Бројот 12 содржи една десетка и две единици. Двете единици ги запишуваме кај под единиците, а едната десетка ја запишуваме кај десетките. Ги собираме десетките, го добиваме бројот 3. Една десетка и две десетки се 3 десетки. Го добивме конечниот збир, а тоа е 32. Овој оваа задача треба да изгледа вака во вашите тетрадки. Значи, во вашите тетрадки нема да цртате табели, туку едноставно знаете дека запишувате единици под единици, десетки под десетки. Оваа задача може да се реши на истиот начин, со истата постапка, само што тука броевите не ни се поставени вертикално еден под друг, туку хоризонтално еден до друг. Постапката е иста. Прво ги собираме единиците. 9 плюс 6 се 15. 15 има 5 единици и една десетка. Единиците ги запишуваме таму каде што треба да стои збирот, но при тоа водиме сметка да оставиме доволно празен простор за да ги запишеме и десетките. Значи, единиците ги запишуваме кај збирот, а десетката ја запишуваме кај другите десетки. Сега ги собираме и десетките. 1 плюс 5 се 6. Збирот на десетките го запишуваме кај целосниот збир и добивме 65. Значи целата задача 59 плюс 6 е 65. Уште еден ваков пример. Ги собираме единиците. 8 плюс 4. Тоа е 12. 12 содржи една десетка и две единици.
двете единици ги запишуваме кај конечниот збир, а едната десетка ги пишуваме кај другите десетки за да ги додадеме. 1 плюс 4 се 5, петте десетки ги запишуваме кај конечниот збир. И истиот го добивме. 48 плюс 4 е 52. Преку овие задачи може да ги вежбате постапките, кои што ви ги прикажав. Се надевам дека ви беше јасно и ви посакувам успешна работа.